СДСМ влезе во лични пресметки со своите критичари, со етикетирање удрии кон својот поранешен партиски функционер и екс-граначалник на Центар Саша Богдановиќ. Ова доаѓа од како тој реагираше на соопштението на опозицијската партија, каде портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски го нарекоа Манасије српски, првиот македонски бот. Според Богдановиќ, ваквите пораки изгледаат како да ги пишува некој задоеник со усташка НДХ идеологија, наследник на врховистичка балистичка идеја, таргетирајќи еден народ и земја која секогаш имала братски пристап кон Македонија. Критиката ги погоди социјалдемократите. Велат Богдановиќ за пари ги продал партијата и државата и бил одработувач на Александар Вучич во Македонија. Зошто Саша Богдановиќ го прави ова? Прво, затоа што е избран како србин да ја пренесе оваа порака. Каде подобро од србин да ги брани србите? Од кого ги брани? Кој ги напаѓа србите? Во извештајот на Европската комисија се спомнува српски свет, при што токму се мисли на влијанието на Вучич и СНС преку нивните сателити во ВМРО Ванчовистичка и знам, а не на србите. Еден од тие сателити е Саша Богдановиќ. Токму ова е дел од копи-пасте валканата кампања на Вучич во Србија, која тој по налог ја пренесува и во Македонија. На нападите од својата поранешна партија реагираше Богдановиќ, вели ваквите пораки наликуваат како да се одлични профили на некои србофобни коалициони портали, кои својата политичка кариера ја градат со србофобија, а се длабоко навлезени во СДСМ. Прашувај како некој не им пречел пред неколку години кога им била потребна подадена рака за да се помогне за државата. Очигледно некој треба да му го одземе пристапот од Facebook страната и веб страната на СДСМ и на тој што ги пишува соопштенијата, затоа што ако има лични фрустрации од некого, не треба да ја користи партијата за свој пресметки. Моите укажувања се и лични до многу другари кои ги знам таму и истиот став го делат многу поранешни поддржувачи на СДСМ. Ако сватите, сватите. Ако не, запаметете дека омразата води кон самоуништување. СДСМ денеска повторно влезе и во нова лична пресметка и со Манасиевски, нарекувајќи го модната икона на ВМРО. Тој по повод новогодишните празници се почастил со неколку одела, но не знаеле од кои брендови биле. Во рамките на ВМРО пакетот за најбот на Македонија, покрај оделата и топлиот оброк, освоил и еден подарок ваучер. Неговиот благороден дух уште пред еден месец одлучил тој ваучер да ја го подари на сопругата, и тоа цели 2 месеца пред нејзиниот празник Свети Валентин. Во знак на љубов на својата сакана и подари работно место во Министерството за дигитална трансформација. Пресметката на СДСМ со Манасиевски започна откако на пресконференција тој побара одговор дали Зоран Заев гради 40 катница во Дубај, на што социјалдемократите покрај новата пресметка даде одговор дека Заев бил слободен човек и не бил на партиска функција. Покрај тоа СДСМ во лична пресметка влегоа и со новинарот Бранко Геровски, кој во своето соопштение го нарекуваат фрлјо, последна линија на одбраната на ВМРО. Претходни партискиот лидер Венко Филипче влезе во лична пресметка со поранешниот сопартиец и екс-прв човек на Скопје Петре Шилегов. На неговите критики и барања за оставки во СДСМ одговори дека на сите им било јасно во каква ситуација бил и немало да се пресметуваат со него.